На овој народ никогаш не му е доста од сензационализам, политички драми, па богами и лажни дојави за тероризам. Сето тоа во увертирата на она што со децении го чекаме нормална држава. Можна ли е сегашната криза да изроди конечно со нешто добро? Почетокот на преговорите со Европската Унија и стабилност во функционирањето на системот. Во ек на корона и енергетска криза, нешто што на сите ни е потребно. Ни сите овие прашања се провлекуваат неколку подтеми. Каде ќе биде местото и улогата на Зоран Заев, во или надвор од владата, во или надвор од партијата? Каков кабинет ќе се крои и дали опозицијата, сега веќе власт на локално ниво, ќе седи мирна или ќе креира амбиент за предвремени избори? Вечерва на овие теми во студиото на ТВ24 разговараме со поранешни, актуелни функционери, аналитичари, партиски активисти, како и да кажеме, нема да погрешиме за ниеден од овие луѓе што се тука во студиото. Самуил Малчевски, добра вечер. Добра вечер. Добре дојдовте. Имер Селмани, добра вечер и за вас, добре дојдовте. И Јани Макрадули, добра вечер и за вас. Господине Макрадули, ќе почнам со вас. Вие сте актуелен директор на поштата, но денеска можеби нема да разговараме толку на поштенски теми, повеќе ќе ги појаснуваме или објаснуваме овие партиско-владени случувања. Во предвечерие на формирање на влада со се уште неизвесен мандатар. Има ли услови да се формира едно стабилно мнозинство кое што ќе донесе барем малку стабилност во овие денови на криза од секаков аспект? Па јас се сложувам со вас, јас често си поставам прашањето дали кога ќе дојдеме до нормална ситуација и овие сите сензационализми да престанат и да почнеме да живееме и да делуваме поинаку. Политиката никогаш не е досадна работа во нашата држава. Она што мислам дека е поизвестно во овој момент е стабилното парламентарно мнозинство. И тоа мислам дека е некако решена работа. Следниот чекор е изборот на председател во рамки на Социјалдемократскиот сојуз и потоа доаѓа следниот чекор каква влада или кој мандатар и со каква влада ќе се продолжи понатаму. Мислам дека разговорите и пораките кои што доаѓаат, иако се незавршени, зборуваат дека очигледно ќе имаме ново парламентарно мнозинство, ќе имаме стабилно парламентарно мнозинство, кандидатските постапки течат во рамки на Социјалдемократскиот сојуз, очигледно ќе има нов председател после оставката на Заев, останува изборот на мандатар и она што беше и дефинирано. Сметам дека на оваа држава заради стабилноста и треба континуитет во рамки на како водилка Социјалдемократскиот сојуз, која што ќе дефинира еден или ќе продолжи оној правец кој што е дефиниран на евроатлантската интеграција и едно општество за сите како два, да кажам, концепти кои што се столба на делувањето. Заминувањето или останувањето на Зоран Заев, што е она што повеќе ќе му помогне на мнозинството во овој момент? Мислам дека мнозинството е дефинирано и председателот Заев и со во овие моменти кога ги се одвиваат преговорите и тој ги води преговорите, мислам дека она што го најави дека јас ќе се повлечам кога ќе се дефинира стабилното мнозинство и владата кој што потоа ќе следи, тоа се случува. И затоа велам, не можете да зборувате за нешто сосема ново од еден концепт кој што е добар за нашата држава, а тоа е евроатлантското интегрирање и концептот едно општество за сите, кои што се авторски, првиот дел е на сите граѓани, но концептот едно општество за сите како авторско дело на господинот Заев. Добро, благодарам за сега, но битката на концепти, за која што сега зборуваат Алтернатива и СДСМ пред се, а не интерперсонална битка, барем така е представена во јавноста, ќе донесе ли на вистина коалиција за вредности? Можно ли е тоа, господин Селмани? Последното мерење на силите во парламентот испадна нерешено. Значи 60-60 пратеници и на вистина државата ни е пред голем предизвик, дали
ќе се продолжи со ново парламентарно мнозинство, со постоечката, да кажеме, власт, односно владина коалиција, или нема да се успее и ќе се отиде со во нови брзи парламентарни избори, како што опозиционите партии ВМРО, ДПМН пред се, значи, посакува и бара, или ќе имаме ново, сепак 64-5 не убедливо големо мнозинство, затоа што знаеме ние дека и тоа мнозинство е кревко. Согледувајќи ги и фино анализирајќи ги сите постапки на алтернатива последните недела дена, имајќи ги богами предвид и нивното искуство пред неколку години, кога беа веќе во една заедничка коалиција со ДУИ и со СДСМ, очекувано беше дека тие ќе поставуваат многу ситни, фини теми од стратешки концепт, стратешки прашања, како што тие јавно тоа да кажеме, очекува дека концепции ќе се договарат, иако тука јас немам дилема дека алтернатива концепцијски нема премногу разлики или скоро никакви разлики во однос на програмските ориентации на актуелната влада со СДСМ со ДУИ, меѓутоа нормално и логично да се очекува дека тие како нов партнер ќе сакат нешто свое, ќе сакат нешто ново да внесат и за тоа треба мнозинството, односно останатите двајца партнери да бидат малку трпеливи. Она што очекувам е дека тие ќе постигнат договор, иако на почетокот силите внатре во алтернатива беа некако поделени помеѓу тие што сака да продолжат како опозиција да делуваат, да действуваат и тие што сакат да бидат дел од владата, односно од власта, меѓутоа очигледно дека на крајот мнозинството се за да се учествува во ова влада, меѓутоа со нешто ново, свое, автентично. Нормално е за една мала партија да побара нешто свое ако сака на следни избори рака на срце, значи не е само кадровската политика, затоа што ако алтернатива само влезе заради двајца или еден министер или неколку заменици, неколку директори, она има лоша прогноза за да наредните избори не помине славно, туку ако успее да воведе нов модел, секако дека не очекуваме дека драматично ќе се менува концептот, меѓутоа нови елементи во функционирањето на владината коалиција ќе биде добро за нив, се разбира, меѓутоа ќе биде добро за државата. Поготово добро е да сето тоа се заврши во некој разумен рок, да не се одолговлекува премногу, затоа што нели следниот месец, односно веќе во декември средината треба тоа е за 15 дена. За 15 веќе, дена, значи очекуваме да некаков сигнал или оптимистите викаат дека очекуваме дека и позитивен одговор, иако јас спаѓам во тие што се повеќе реалисти, можеби ќе имаме позитивно, меѓутоа прекратко е времето за да ние ги решиме сите отворени прашања билатерални со Република Бугарија. Најпосакуваната, да кажеме, варијанта секако за алтернатива се веќе кога зборуваме и за целата влада е да ни се повтори евентуално НАТО сценарието, кога, ако се сеќавате, исто така во декември беше големата одлука донесена, меѓутоа веќе во јануари, февруари, март беа ефектуирани чекор по чекор сите елементи за да станеме ние правосилна членка на НАТО. Се разбира, алтернатива има едно и недобро искуство, значи тие беа во владата, па беа приморани после локалните избори да ја напуштат владата и од тој аспект разбирливо е дека тие евентуално и на најситните дилеми, најситните прашања сега пробуваат да ги договарат, иако и за нив е доста, да кажеме, комплицирана ситуацијата, треба да преговарат сега со господин Заев, а друга страна во самата партија во СДСМ имаме постапка за избор на нов председател и тоа ги компликува, се разбира, околностите, и да не заборавиме на фактот дека тука исто така е ДУИ, која што е малку потврдокорна во насока дека
тие остануваат на позицијата дека треба да остане по секоја цена господин Заев председател на владата, затоа што со него се договориле во смисла на владина коалиција и дека со него треба да продолжи до крај владата да функционира. Ќе видиме како се ова ќе функционира. Малчевски, што очекувате вие во брзо време, да речеме, во однос на тоа формирање на стабилно мнозинство и направили можеби тука и опозицијата на стратешка грешка со избрзувањето со набарање за правење ново мнозинство кое што некако даде нова енергија на владата да влезе во тоа што сега го прави. Видете, јас многу пати сум кажал до сега и фактот дека легитимно право е на секоја опозиција со демократски методи да проба да ја турни власт или во најмал рака да дојде до предвремени парламентарни избори. Но она што не е нормално е политичкото насилие на кое што ние сме во континуитет сведоци од промената на уставот, па го видовме и мистериозното исчезнување, да не користам други зборови на еден пратеник, па после смешните изјави дека му се заканувале на исклучен телефон и така натаму и така натаму. Би сакал да сум оптимист. Но за жал бројките од јас, она што сега го обожавам да зборувам низ бројки, го говорат спротивно. Јас не знам што преговараат и кој е тој концепт кој што го преговараат алтернатива и СДСМ, зашто го прават за затворени врати, они најдобро се знаат. Но суштина е дека владите на СДСМ и на ДУИ, сите влади на СДСМ и на ДУИ досега, во континуитет се добри во едно нешто, тоа е корупцијата. Ние оваа година, минатата година сме биле на рекордно 111 место според Transparency International и таа е состојба која што до сега не сме биле. Значи сме биле 2003 на 106, 2006 на 105, па 2013 67, 64 и од 2017 наваму во континуитет според Transparency International корупцијата расте. Што се однесува до нашето членство во Европската унија, знаете како, главен кочничар е моменталната влада. Ако вие ги анализирате последните два извештаи на Европска унија, освен во поглавието слободно движење на стоки во кое што има ограничен напредок и поглавието Царинска унија во кое што во континуитет се забележува добар напредок, сите останати полиња или стагнираме или уназадуваме. Ако ние тргнеме од приказната дека прво ќе ги отвориме 23 и 24, првите две поглавја се тие, значи ние во тие две поглави имаме катастрофални резултати. И сега стварно не гледам што е почетокот на преговорите, никој не го наведува ова. Сите наведуваат, проблемот е во Бугарија. Тоа е дел од проблемот. Ако беше проблемот само во Бугарија, ако не е проблемот на фрапантната корупција во Република Македонија, досега многу лесно Европската унија ќе најдеше решение, па ќе пратија 2-3 блудушели дипломати ќе ја завршија работата. Но очигледно има нешто во позадина кое што им во континуитет се укажува на владата, кое што таа не го прави. Ако се вратиме чекор назад. Ние имавме еден извештај на експертската група на Рајхат Прибе. Ретко кој во денешно време го спомнува тој извештај. Па СДСМ додека дојде на власт, одуста не го ваде извештајот на Рајхат Прибе. Зошто денеска точка не испол, АНБ ја направија, па видовме дека нивни агенти ги апсат во рекет Шеми. Така да знаете како проблемите се многу по суштински него ова што во јавност некој се обидува нас да ни го презентира. Така да кажете, ова со создавањето на новата влада само ќе им купи време ново на СДСМ и ДУИ за да го пролонгираат својот век. Тоа е вашата теза од прилика. Во суштина знаете како има една народна која што вика волкот може менува кожата, ма не ги менува навиките. Ако вие во континуитет, во два различни временски периоди, влади формирани од СДСМ и од ДУИ, важат за најкорумпирани влади според Transparency International, вие сега очекувате дека тие наједнаш ќе се откажат од комодитетот, наједнаш ќе се откажат од лесните пари на кои што се навикнати? Не, апсолутно не. И тука најголема штета ќе претрпи алтернатива. Треба алтернатива да е свесна дека влегувањето во влада во суштина е почеток на нивниот крај. Едноставно на крај ДУИ ќе ги абсорбира во таа нивна шема, во тие нивни
лоши политики и наследните избори ќе завршат многу катастрофално. Добро, но коалицијата на Алтернатива и Алијанса со ВМРО ДПМН па им донесе од друга страна намален резултат. Може би не исклучиво заради коалицијата со ВМРО ДПМН, но тие има сериозен губиток на гласови. Да, ама ако ги видите, последната анкета на што беше направена пост изборите, Алијанса, Алтернатива и БЕСА е еднакво на 2,5% на гласови. Така да, знаете како тоа се некои пресметки кои што ќе му донесе? Буџетот е празен. Јавниот долг е на рекордно ниво. Вработување не може да направи. Што може Алтернатива да направи за да си го покачи својот рейтинг? Ќе се претопи во корупцијата на ДУИ и на СДСМ, нищо повеќе од тоа. Добро. Макредули? Многу интересно, овие 2 дена слушам во јавноста, ВМРО ДПМН е загрижен за влегувањето на Алтернатива во владата, што е најдобар доказ дека е веќе мнозинството решено и зголемено. И од таа, да кажам, позиција на паника е таа реакција. Да премногу им се мешаме во одлуките на политичките партии што сакат да ги носат. Ако Алтернатива проценува дека е добро, ВМРО ДПМН се најзасекирани од тоа во овој момент. Мислам дека е тоа доказ дека веќе се губи тлото. Јас се сложувам дека тие опозицијата избрза со барањето за ново парламентарно мнозинство, ги подигне очекувањата и кога не се оствари, падот беше голем и тоа се отвори простор за едно стабилно мнозинство. Но тоа не ги менува резултатите од локалните избори. Тие се такви какви што се. Апсолутно. За СДСМ поразителни. Апсолутно. Најдобар она реченица која што провеува низ овие дебатни емисии. Социјалдемократски сојуз изгуби гласови, ВМРО не доби. Така да тоа е, да речеме, една црта ако ставиме, ако сакаме да зборуваме за бројки, бидејќи бројките можеме да ги менуваме вака или така. Но владата која што лани доби мандат, каде што овие работи за кои што зборуваме и некој сака да ги наметне беа завршени, и Преспанскиот договор, и НАТО, доби верификација од граѓаните. И затоа владата како концепт на евроатлантски интеграција, на едно општество за сите, на реформите што ги прави, па макар и можеме да зборуваме и за другите полиња, се тие што се единствено можни за оваа држава. Да, но тоа се оние генерални и крупни прашања. Изгуби на менаџирањето на се сложувам, класичните човечки потреби и животи. Да, а не заради крупните теми. Тоа сакам јас да го кажам. Дека има една лажна теза дека заради крупните теми ние сме ги изгубили изборите. Не. Јас, ако ги поврземе напредокот на Македонија во интегративните процеси, па да се вратиме на влада во 2005 година. Во 4 сабајле го чекавме Тони Блер и Солана кога се појавија на телевизија и рекоа заради имплементација на Охридскиот рамковен договор и реформите што беа направени, Македонија добива кандидатски статус. Значи ние НАТО членството, интегративните процеси се врзуваат кога Социјалдемократскиот сојуз бил во владата. И затоа нема проблем граѓаните со крупните теми. Ние киксираме на некои секојдневни односи кои што за жал одредени функционери не ги изменеджира онака како што треба. Инаку на пример кога се градеше еден голем шопинг центар сега. Сите работници од државата беа таму. Ние сме држава со ограничен број на ресурси. Вие не можете 2 такви шопинг центри во исто време да правите. Бидејќи сите работници беа овде. Што сака да кажете? Дека во таквиот неограничени ресурси вие не можете сами да живеете. Вие мора да живеете интегрирано. Вие мора да живеете во една регионална соработка. Вие мора да бидете дел од европското семејство. Нема друга алтернатива за нашата држава. Таа алтернатива или тој пат е врзан со Социјалдемократскиот сојуз, присуството во владата и тоа се гледа по сите датуми во историјата на оваа наша држава. Да. Па не е така. Прво 2000 година беше први во регионот подпишавме договор за стабилизација со Европска унија, ВМРО ДПМН беше на власт. Да, 2005 година станавме кандидат заедно со Хрватска, сега гледаме кај е Хрватска, каде сме ние. 2008 година го добивме првиот позитивен извештај со препорака за членство. Истата таа година го подпишавме договор за стратешко партнерство. Груевски дека ќе го промени името.
Значи сега тоа Оли, тоа е господин румърс. Не, Те молам, ја не ве прекинував, немој да ме прекинувате. Добро. Те молам да бидеме парламентарни. Да се сложам. Заради 2008 година го подпишавме договорот, најдобриот договор по мене за стратешко партнерство со Соединените американски држави. Тоа беше после НАТО, После после успехот 2009 со НАТО. значи, Тоа беше една утешна награда, би рекол. 2009 можам година јас добивме да се визна либерализација, која што е најголема придобивка од тој процес. Значи, ние имаме 5 клучни години, или 5 клучни датуми, еден е 2005-та поврзан со СДСМ, другите 4 се поврзани со ВМРО-ДПМНЕ. Се може некој ќе каже 2000-та година дека Љупчо Ѓорѓиевски ветил дека ќе го реши спорот со Грција, ама ништо од сето, ние добро се, така му го дале. 2005-та година СДСМ го заслужил, 2000-та година Добро, може малку да дозволиме за да се вклучиме сите. Вие свативме тезата, добро? Само една додавка. Во 2017 имав одговорности да бидам дел од владата. Го водев подкомитетот за екологија, енергетика, транспорт и регионална соработка, во кој што членуваат највредните административци кои што со години се во владата. И тие кажуваат, до 2017 година ние во ходниците не влегував. Друг беше влезот на нашата држава кога оваа влада дојде. Отворената европска перспектива, па можеме од сите извештаи, јас можам да кажам, ние сме 2 години поред лидер во според Европската енергетска заедница. Прва држава во регионот што сега да ја фокусираме малку дебата, затоа што ако се вратиме кој бил крив, знаеме, ВМРО ги изгуби изборите заради тие политики кои што долги години не беа оценети како добре, бевме заробена држава. СДСМ сега ги губи изборите заради некои други работи, но ги губи. Селмани, што ново може да понуди една влада сега? И дали ќе црпи нова енергија од каде, од кои луѓе? Тоа ми е прашањето. Бидејќи луѓето се тие исти и во партиите, и во ДУИ, и во СДСМ, па и во алтернатива, во смисла на тоа што немаме некои посериозни промени на кадрите. Значи, вака да ги гледаме работите малку од повисоко. Ние знаеме што се случило во минатото, знаеме сме имале добри времења и лоши времења. Пред нас имаме голем предизвик, а тоа е како да го решиме последниот, да кажеме, последната препрека за членство во Европската унија. Тоа е дефинитивно спорот со Република Бугарија. Не по наша желба, не по наша вина, меѓутоа се отвори спор кој што многу малку луѓе го очекува, меѓутоа се отвори. Прашањето е дали не само нашата влада, затоа што нашата влада, дали овој премиер, дали наредниот премиер, дали била тука влада предводена од ВМРО-ДПМНЕ, од СДСМ, дали било внатре ДУИ, не било внатре ДУИ, ние сите сме стратешки ориентирани за членството во НАТО. Дали ќе смогнеме сили заедно со новата влада, која што очекуваме да се формира од другата страна, значи во Република Бугарија, да овој спор го надминеме. И тоа е кручното прашање, дали ќе имаме добар контрапартнер од друга страна, за да нашата влада, предводено од Заев или предводено од наследникот на Заев, да го решиме. Тоа е едниот момент и мислам дека сето другото, сите извештаи се окей, тоа е тоа. Меѓутоа не е најклучното за да ние добиваме датум за прва конференција меѓувладина помеѓу нашата држава и Европската унија. Имам чувство дека заборавивме дека ние тука имаме влада, наша македонска влада што треба да функционира и со и без датум за Европската унија и да прави реформи, да ги подобрува работите, да гради патишта, да создава услови за компаниите подобро да работат. А ние тоа го немаме доволно. Ќе дојдам до тоа. Ние заборавиме дека не сме ние сами. Тука е Република Албанија која што е нотирана во сите извештаи дека нема никаква препрека како држава, како единка, да се отвори, односно да почне преговори за членство во Европската унија. Единствено заради пакетот кој што сме Република Северна Македонија и Република Албанија, и Република Албанија не ги започнува тие преговори. Значи, проблемот е малку порегионален, не е само на нашата држава. И ценам дука тука, колку што е моментот, да кажеме, околностите лоши, толку и можноста е поголема и подобра, ние овој спор, со поддршка и на нашите стратешки партнери, со стабилна влада од другата страна и со стабилна влада од нашата страна, да го решиме. И тоа е една приказна, нема
дента кој ние ќе добиеме датум за преговори, односно ќе почнеме ќе добиеме првата меѓувладина конференција, нема драматично да се смени тука во државата, буквално ништо. Значи, треба години и години да се менуваат работите. Суштински е дали нашата влада ќе продолжи да гради патишта. Последните неколку години имавме ние огромен застој, за жал. Дали поради грешка на кинезите, дали поради грешка на бившите министри, дали поради грешка на сегашните министри, ние не гледавме, не ја видовме Македонија државата да ни биде едно големо градилиште. Ние, за жал, последните години, да кажеме, не успеавме да видиме дека имаме драматично, иако просечната плата растеш и така натаму, меѓутоа продолжи иселувањето на младите од нашата држава во една насока. Значи, ние не видовме дека тука нешто направивме драматично многу за да ги задржиме младите. Значи, клучното прашање е сега на ова влада, освен да го реши спорот, проблемот со Република Бугарија, да ги направи условите за живот подобро тука. Поготово во услови кога се соочуваме со пандемијата. Влада да ги направи условите подобри сега да ги промени? Со која енергија? Може, секогаш може. Значи, секогаш може да се направи, затоа што, видите, ние, тие луѓе сме во државата. Значи, земи како ќе ги земе, значи таа е политичката елита која што ја знаеме сите. Значи, се 100 луѓе до 200 кои што се или пратеници, се или министри. Значи, тие се луѓето. Дали може? Може. Има ли политичка волја за тоа? Чувствувате ли вие? Па ја мислам дека клучот е Не, политичка волја е една работа. Меѓутоа, со политичка волја само се започнува почетокот на патот. Меѓутоа, за да се спроведе до крај, да се помине целиот пат, треба упорност, истрајност, многу работа и се разбира честност. Корупцијата е најголемиот, ајде да кажеме, тумор, канцер на секое општество. Корупцијата не ја руши државата само во главата. Корупцијата ја руши државата од темел. Значи, една од работите кои што секоја држава го има во поголема или во помала мера е корупцијата. Меѓутоа, за жал, колку што е таа поизразена, поголема, чувството дека тука сме на несигурно тло и дека за младите нема перспектива е поголема. Последиците секојдневни во нашите животи се полоши. Секаде, каде и да се појавиш, треба да најдеш да имаш или пријател, или не знам, или да плати некој, ако имаме корупција пенетрирана во сите спори. Затоа, секоја влада може да се менува и секоја влада може да направи добри исчекори. Очекувам дека владата, актуелната влада, која што сега, преговорите ќе треба да финишира, ќе треба да се добие и ново парламентарно мнозинство, не ја доби само жолтата опомена, туку малку и повеќе со локалните избори. И дека ваквата балансирана власт, значи имаме председател кој што е од СДСМ и од ДУИ поддржан, имаме влада која што ќе биде од неколку партии, предводена од СДСМ, од ДУИ и Алтернатива се очекува, и имаме мнозинство на локална власт, значи и градоначалникот на град Скопје, односно градоначалничката, поддржана од ВМРО, скоро сите градоначалници од Скопје, значи исто така кадри на ВМРО, кои што како балансирана власт ценам дека далеку подобро ќе биде за граѓаните, затоа што ќе треба сега и локалните власти да се докажат и покажат дека знаат да работат подобро од нивните претходници, а богами и централната власт преку своите министри, директори, ќе мора да ги засука ракавите, да покаже дека се исправи, дека ја научи лекцијата, дека ќе направи далеку подобри работи, затоа што наредните избори може да бидат и за 6 месеци, а може и за 2 години. Благодарам, Малчевски. Предпоставувам кој е вашиот одговор во однос на тоа дали може владата со нов капацитет да се втурне во креирање на политики кои што ќе бидат поинакви, подобри од овие досегашните, но што е алтернативата според вас, ако предпоставив дека одговорот ваш ќе биде негативен? Да, па видите, јас се сеќавам на една метла ви текнува. Претходно имавме некое проветрување во претходната власт и таа горе-доле се сведува нефтина политичка пропаганда. И сега ми викате зошто сум песимист, зошто мислам дека ова влада нема ништо да направи.
Пример, СДСМ кога беше опозиција беше најголем критичар на задолжувањето. Па вие знаете дека ние во овој момент сме 64,4% од БДП задолжени според податоци на Министерството за финансии на официјалната страна. СДСМ кога дошле во 2017 на власт сме биле 47,7% според Министерството за финансии, сега сме 64,4% од БДП задолжени. И вие очекувате луѓето кои што ништо не работат, се рекордери во корупција, рекордно не задолжија, да променат и да направат нешто. Но еве имаме најава дека Заев вели ќе си заминам за да отстапам место на кадри кои што ќе донесат нова енергија. Значи, тоа е едно поинакво ниво на одговорност од она што досега сме го гледале. Може добар политички потек, но ако Зоран Заев имаше чиста искрена намера, ќе си заминеше, ќе го оставеше процесот во СДСМ да се случи природно. Немаше да фаворизира кандидат. Значи, јас сум прочитал многу книги по политичка теорија, политикологија и до ден денес упорно се обидувам да се држам во кондиција и да читам. Никаде во свет под демократија не се подразбира фаворизирање на кандидат. Не го знам човекот, не можам да зборувам за него. Значи, но ефектите од неговото работење ги гледаме. Заменик министер за финансии кога државата ни е рекордно задолжена 64,4% од БДП. Така да знаете како. Да, тие се луѓето, но пак ќе се навратиме на онаа со волкот и со навиките. По мене, реално и очекувано е, колку и да сакам да бидам оптимист, декември месец не верувам дека ќе добиеме зелено светло од Европската унија, кратки се роковите, нема простор за нешто драматично, ниту пак ја гледаме онаа булдожер дипломатија која што сме ја гледале претходно, па да може лево и десно, ајде да кажеме, или источно и западно, некако да ги отпирим, да ги реши работите. По мене не очекуваат избори. Сега дали ќе бидат јуни, дали ќе бидат септември, час поскоро да се случат треба, зашто тоа ќе биде добро како и за СДСМ, така и за ВМРО да помене, така и општо за државата, зашто тек тогаш вие ќе може да понудите нови луѓе. Како вие ќе понудите нови луѓе на едно вако кревко парламентарно мнозинство, па еви тоа 64 да е. Кога таму еден е на овај, друг е на онај, трет е на не знам кој, сега тука ќе го цитирам Таравари вика, без разлика на се, значи алтернатива ако влезе во владата е грешка, бидејќи ќе пострадат и внатре партиските игри во СДСМ. Од тука по мене најизгледно би било прво да се формира техничка влада, конкретно со задолженија и конкретно кога ќе спроведе избори. И тоа би било по мене најдобро да се случи час поскоро, за да ние да добиеме стабилно парламентарно мнозинство. Не прејудицирам, без разлика кој да е. И прво да биде на агенда справувањето со корупција. Поразително е 111 место, рекордно досега никогаш не сме биле. Поразително е да сме задолжени 64,4% од БДП. Имаше информација минатата недела дека искористиле 600 милиони од девизните резерви. А тие не се бесконечни, ќе ги искористат и толку. После тоа ќе треба да прогласиме банкрот. Добро. Има неколку теми кои што се нафрлија и мислам дека само се дефинираат, без некоја поента. Например, не треба булдожер дипломатија во Македонија. Булдожер дипломатијата постои. Во Брдо на Крањ и Макрон јасно видовме и Меркел што му кажуваат на Радев. Пораките кои што одеат од Америчкиот конгрес, каде што и демократите и републиканците пуштија јасна порака до Бугарија. Значи, таа булдожер дипломатија постои, ама таму кај што треба да се промени ставот. Не е проблем Македонија во овој момент. Единствен проблем е односот на Бугарија. Така да, во однос на тој дел постои притисокот, затоа постои еден оптимизам, бидејќи ги слушаме пораките кои што постојат од меѓународната заедница, кои што еден умерен оптимизам има во нашата јавност. Второ, за жал, ние не сме стигнати до таа политичка култура на заедништво, како што, еве да речеме, американците, републиканците, демократите и укажуваат на Бугарија. Ние денес гледаме еден циничен Милошевски од Америка, како кажува дека нема да се случи. Јас можам да ви наведам еден пример, може да проверите, кога со поранешниот министер за надворешни работи исто во Вашингтон, во Атлантскиот совет сме биле, каде што после завршувањето на средбата ми вика, ама ти како вика за Македонија зборуваше? Па нормално за кој да зборувам? Без разлика во собрание како сме се бореле. Тоа е нашиот интерес. Кој е таа денес цинична фаца што ја прави
која порака испраќа? Ние мораме заеднички да настапиме. Вие гледате политичката култура што вика. Имате еден човек кој е кандидат за председател во СДСМ. Првата реченица од ВМРО е пиун. Ма кога ќе изградиме ние нормални односи меѓу политичките партии? Може би јас сега на 5-6 години поинаку гледам од оние атаци во собранието што пред 20 на години сум ги правил. Но мораме да ја научиме демократската лекција. Разговараме за држава и сакате да направиме споредба, па не тепаше полиција за да се донеси буџетот. Нек ни гледам телевизија го гласат буџетот на ВМРО ДПМН. Значи, поинаква е ситуацијата во државата. Правецот што се дефинира со оваа влада е сосема поинаков. Денеска можете да кажете против премиерот што сакате без никакви последици. Са да не правиме муабет дека за 4 години можеме да ја преораме државата. Она што е многу битно, зошто се зборува тој стабилен 2,5 годишен мандат. За жал, оваа влада не виде на цела година само со активности. Јас можам да зборам од еден друг аспект, како трговско друштво во кое што функционира. Вие имате изборен период од 8 август после прогласувањето на господинот Тало Џафери на изборите, и тоа све стои. Ништо не функционира. Вие не можете на обична уплата што ја прават министерствата, државните институции да дојди, бидејќи постојат некои правила кои што треба да се почитуваат. И затоа велам, она што вие го кажувате, ние мора да се научиме да живееме и со политичка криза, институциите да функционират. Значи мора да изградиме стабилни институции, но покрај волјата и честноста, она што јас го заговарам, а тоа е знаењето и искуството. Ајде да ги завршиме тука тема по тема, малку за не скокаме малку од теми. Ова што сега се случува во СДСМ, со изборот на нов лидер, кој што треба да се случи на 12 декември, паралелно со Конгресот и на ВМРО ДПМН. Практично, со што може да резултира на крајот? Со нов лидер, а ист премиер, или нов лидер, нов премиер? Што мислите, вие макар дали со еден краток одговор? Па јас ги гледам пораките од председателот Заев што ги дава дека е решен да после изборот на нов председател, што очигледно СДСМ ќе се случи, да тој биде да биде нов мандатар на владата. Добро ли е што Заев промовира свој кандидат за лидер на СДСМ, ова што го кажа и Малчевски? Тоа е појава која што не е реткост. Например, вие чекате во Америка Обама да направи ендорсмент на Бајден дека го поддржува. И тоа не е ништо страшно. Дека некој мисли дека некој треба да биде. Во процесот на кандидирање може и прерано, но дека може да даде поддршка, па нормално дека може да даде поддршка. Многу почесно е таа, отколку сум имал јас ситуации кога се појавувале, па влегувале на врата, па праќале пораки. Тоа нема потреба, она што сакам да кажам. Ние мораме да направиме обединување, и тоа е најбитно, обединување околу идеологијата. Да не се случи во СДСМ обединување околу компромисите. Па сега ќе се кандидират 5-6... Сега велите вие како партија, како партија, зборам, како СДСМ. 5-6 души, па тие ќе станат подпредседатели. Не ни треба тоа во овој момент. Ни треба обединување околу идеологијата. Добре. И тоа ќе резултира до кадри кои што со знаење и искуство покрај честноста и волјата и трудот, љубовноста, ама со искуство и знаење, тоа го потенцирам, да можат во еден период од 2,5 години да се посветат на десетина проекти кои што се клучни за да вратиме кон граѓаните она што го заслужуваат. Благодарам. Одиме на куца пауза за реклами и продолжуваме со истиве прашања со другите соговорници. Во студиото на 24 отворено со Јани Макредули, Имер Салмани и Самуил Малчевски разговараме и дебатираме за актуалните политички случувања, со што може да резултираат. Последната тема која отворивме, а не ја завршивме, господине Салмани, што ќе се случи во СДСМ, бидејќи од тоа во многу ќе зависи и расплетот во владата. Ќе добие ли Заев лидер кој што тој сака да го постави, или ќе се изборите во внатре-партиски може да покажат и нешто друго? Да ве коригирам, би било пожелно СДСМ да добие лидер кој што го посакува и кој што го заслужува. Не знаеме кој ќе биде. Да, го промовираше Ковачевски како Заев, негов наследник во најмала рака. Го пофали или го пофалил, пошто не знаеме, значи те сепак се затворени состаноци внатре, меѓутоа прострои информацијата дека е пофален Димитар Ковачевски, кој што
Впрочем, јас лично го знам и него, и татко му, и имам високо мислење за семејството воопшто и за него како професионалец. Меѓутоа, СДСМ би било најдобро да добие онаков председател како што заслужува, меѓутоа не само СДСМ, туку и нашата држава, односно нашата влада. Кога зборувам нашата држава, мислам на владата. Дали значи тоа дека лидерот на СДСМ ќе биде и мандатар на владата? Би била најпосокуваната варијанта, затоа што едноставно нема да може да функционира ниту владата, ниту партијата, ако имаме поделена моќ во две центри. Кога и да е, ќе почнат искрите да се палат од едната и другата страна, кога и да е, ќе биде на штета на функционирањето воопшто или на владата, или во самата партија. Мене тоа што ме загрижува како граѓани се разбира дека е владата и државата, затоа што се покажало дека во сенката на да кажеме на друг повозрасен, поискусен лидер, обично младите лидери тешко успеват и тешко се докажуваат и тешко се покажуваат. Значи, да не забораваме, конфликтот кој што го имаше Груевски со Георгиевски, Заев со Бранко Црвенковски, така натаму, значи, така што не функционира едноставно тој систем. Во соседна Албанија пак, значи, Еди Рама со Фатос Нано, сега актуелно е Сали Бериша, бившиот со Баша, значи, не функционира тој систем и затоа за мене, иако очекувам и сите очекувања се... Да, но делот со партиците на Заев велат, тоа е врзивно ткиво во партијата, ни е потребен заради X работи. Ќе остави белег и така натаму. Веројатно уште неколку месеци ќе го гледаме како премиер, имаше најава, има најава, кој што е логична дека очекува да допринесува во разврската со спорот со Република Бугарија и како човек, како премиер кој што учествувал во сите тие процеси до сега, кој што има едно успешно завршено поглавје со Република Грција, неговото искуство е драгоцено. И би било идеално кога јануари, февруари или март, евентуално, ова поглавје големо се затвори со Република Бугарија, а новиот премиер со новата влада да почне еден нов почеток, очекувајќи ги сите промени кои што и требат на како нова енергија, значи дека сега како би се одело свежи со кадри. реконструкција на влада во овој момент за во март евентуално ако се десат овие работи кои што ги очекуваат делот јавноста, тогаш да се оди со избор на нова влада. Очигледно дека сите патишта према тие прогнози значи водат и јас прогнозирам дека тоа ќе се случи така. Значи не прогнозирам кога и како ќе може точно да се реши спорот со Република Бугарија, затоа што е комплицирано, меѓутоа очигледно дека ако имаме разврска на почетокот на следната година со успешен крај, дека новиот лидер на СДСМ ќе биде и нов мандатар, односно нов председател на влада. Што мислите вие, идниот лидер на СДСМ, иден мандатар или не? За СДСМ, владата не ја прави само СДСМ. Битен елемент во владата е и ДУИ. И ако се сеќавате ДУИ и Зоран Заев, не СДСМ, и Зоран Заев, имаја договор дека последните 100 дена премиер ќе биде од редовите на ДУИ. Јас не сакам да ги делам по етничко основа, никош не сум ги делил луѓето по етничко основа. Пред изборите. Сега, клучната поента е тука што ако го нема Заев, го нема договорот, губи ДУИ. Тука треба ние да видиме како ќе се однесува ДУИ во следниот период. Дека Заев свесно или несвесно, му нанесе голема штета или огромен товар на грбот на неговиот фаворит или не знаеме до трети, мислам дека е кандидирањето, што беше тотално непотребен потек. Значи човекот во старт влезе или во старт легува во трка со хипотека која што не е негова. И сега кога зборуваме за пиун, ние се сеќаваме дека СДСМ што зборуваше за Мицкоски, дека е пиун на Груевски. Некако знаете како се менува власт опозиција, ама наративот ни останува ист. Пак се навраќаме на моментот. Ја мислам дека реконструкција не го решава проблемот, поготово што пак ќе ви кажам, не сакам да гајам лажен оптимизам. Ние се сеќаваме дека 4 пати до сега славевме датум за преговори. Се сеќавате на сликата во авионот, на прославите пред празни плоштади, така натаму. Следам дека проблемот е малце подлабок. Знаете, ние ако во оние извештаи на Европска унија сегде беше нотирано дека имаме огромен напредок во
во сите полиња кои што се предмет на преговори. Јас не верувам дека така лесно Бугарија ќе можеше да си игра и да не блокира. Но ајде да видиме што ќе се случи. Прво да видиме, мене ме интересира и сакам да знам дали СДСМ ќе има втор кандидат на новоти. Пазите, не е демократски вие да имате избор само со еден кандидат. Ајде да видиме, дајте програми, концепти, да видиме што ќе се случува внатре во СДСМ. Но во секој случај јас мислам дека ЗАЕФ нема да се откаже од поривот да понатаму доминира во СДСМ или да биде во најмала рака прашуван за клучните прашања, што неминовно ќе доведе до она што претходно го зборуваше Салмани, конфликт помеѓу едниот и другиот. Видовме ние дека тоа не е пракса. Ни се случувало милион пати до сега, ќе ни се случи, известно е дека ќе ни се случи повторно. Мислам само да дадам нешто, се извинувам. Одлуката за последните денови пред завршувањето на мандатот не е договор меѓу ЗАЕФ и ДУИ, тој е пржинската влада, која што се случува сакале или не сакале. Како што ЗАЕФ пред овие избори се повлече, имавме технички премиер кој што беше господинот Оливер Спасовски, со министри од опозиција во Труд и социјала и МВР, и плюс во заменици министри, то се знае дека пак ќе се случи. А што е проблем дека техничката влада да ја води некој ДУИ? Мислам, не е проблем во оваа држава. Затоа викам, градиме на општество за сите во кој што треба да се навикнеме на некои работи кои што мислиме дека се некои за жал стереотипи кои што и денес не делат по етничка основа во 21 век во нашето... Тоа не беше договор за пржинската влада, таа требаше да замине во историјата, но како џентълменски договор за 100 дена така, и тоа зборува за демократскиот коалиционен Не, партнер. зборувам како демократски капацитет што го Да, борец, само не беше пржинската во прашање. Добро, сега ако зборуваме за демократски капацитет, сега знаете малце сме контрадикторни, па Груевски се сложи на тоа, значи Груевски имал демократски капацитет. Не сакам да зборувам за тоа. Коментарот ми беше во насока договор премиер во тие 100 дена да биде од редовите на ДУИ. По дефиниција и претходно си одеше Груевски, премиер беше од ВМРО, си отиде ЗАЕФ, премиер беше од СДСМ. Ние се сеќаваме на приказната за ПСЈО. Значи јас сум бил активно учесник во кампања, ако ништо друго сум го мониторирал ради пораки, ради наратив, ради тие работи. ДУИ направи огромен исчекор и дури мислам дека тоа беше клучно за добивање избори во таа кампања. Не сакав да зборувам за концептот за едно општество за сите, по мене тој концепт е лажен. Зошто е лажен? Не може вие да зборувате за едно општество за сите, а децата да ги делите по етнички паралелки. Ако е едно општество за сите, тогаш ќе живееме сите заедно. 4-5 година владее оваа коалиција, е доволен период, барем во основно училиште да почне да имаме мешани паралелки. На кој се плаши од мешани паралелки? Или од една страна ќе тераме некаков концепт едно општество за сите, од друга страна ќе продолжуваме со тие исти ретроградни политики да ги делиме децава по етничка основа, иако мразам да зборувам за тоа, не сакам да го зборувам, тоа повеќе сакам да зборувам за квалитети, за вредности, за доктрини, него да зборувам за некакви си етнички поделби. Мислам дека лошо ги поставивме работите. Договорот за премиер албанец, односно тоа беше премиер номиниран од страна на ДУИ, така беше договорот и тоа беше еден од, да кажеме, членовите од договорот за влез на ДУИ, за создавање на парламентарното мнозинство после изборите парламентарни, последните избори пред година и нешто. И тогаш беше тој компромис помеѓу премиер кој што беше со слоганот ПСЈО, промовиран од страна на ДУИ, и компромисот да, окей, ќе прифатиме сега премиер да биде од поголемата политичка партија од СДСМ, меѓутоа нашиот премиер ќе биде последните 100 дена. И значи тука се врзува со изборите кои што треба да бидат или редовни или предвремени, без разлика какви ќе бидат. Договорот помеѓу ДУИ и СДСМ е премиерот да биде, техничкиот премиер да биде од страна на ДУИ. Тоа е едниот момент и очекува секој да функционира и мислам дека тука најзагрижени, и таа загриженост ДУИ во неколку наврати дали преку Бујар Османи, дали преку Артан Груби го има, да кажеме, кажано дека договорот или
да кажеме, компромисот што е направен со Зоран Заев, и затоа тие инсистира дури во неколку наврати, некако тврдо застанува дека он мора да продолжи да биде премиер и понатаму, затоа што има тие договор, и тој договор вклучува пакет до наредните избори. Меѓутоа, во политиката нели секојаш е преку договор, преку разговор и преговори може да дојде и до нов договор, а од друга страна мислам дека она што господин Заев го кажа, го најави и веќе едната оставка ја депонира, на некој начин покажува дека он тврдо е одлучен да иде до крај со оставките, и тука и Дуи ќе треба да направи компромис, односно треба да прифати нов премиер, меѓутоа се разбира, нема да се откаже под ниту еден основ, затоа што тоа било погубно за нејзе, нема да се откаже при ниту едни околности нови од техничкиот премиер да биде номиниран пред изборите од нејзините редови. Мислам, Социјалдемократскиот сојуз е сериозна партија и таа оние договори што се направени ќе си ги испочитува, и мислам дека тука и да не председателот Заев би било неодговорно некој да рече попуневаше. Напротив, мислам дека СДСМ како стабилна партија тоа го покажува. Не сме ние градоначалничката на Скопје кај што вика со ебор ќе се скарам. Сега па не ми треба нешто што е веќе направено. Тие моменти наши во државата не кошеле и не коштале многу, кога сакаме секојаш да почнеме од нула. Напротив, мораме да продолжиме тоа што е добро и да продолжиме со тоа што е добро, а да внесеме енергија, свежина и некои нови идеи во некои работи кои што се покажале дека за жал не функционираат добро, да не бидеме сега наивни дека се функционира идеално, и мислам дека има поле и простор за менување, но она што е многу важно е во еден период стабилен од 2,5 години може и верувам дека може да се постигнат резултати, бидејќи Социјалдемократскиот сојуз има кадри за тоа да го оствари. Сега повторно за ова ќе биде оваа тема што веќе ја разговаравме, ја начнавме, меѓутоа сега да ја завршиме. Вечерва се случил разговор меѓу Заев и бугарскиот претседател Румен Радев со најава за диалог на високо ниво, клучен за градење на доверба и надминување на спорните прашања во односите меѓу Бугарија и Република Северна Македонија. Ова е нивни заклучок во рамки на разговорот што вечерва го направиле, што дава некако вовет на тоа дека макар и во наредниве 2 недели ќе се направи напор да се истурка одреден компромис кон решавање или деблокирање или делумно деблокирање на почетокот на преговорите за членство. Што мислите? Багажот, позитивниот багаж на Зоран Заев, на премиерот, актуелниот премиер, затоа што он има одредена историја во делот на преговорите, има позитивно искуство, еден фин завршеток со прием во НАТО, значи тоа беше крајот на преговорите, односно кронисувањето на крајот на преговорите со Република Грција, и долгорочните веќе неколку месечни преговори, разговори со Бугарија, која што сега не треба под ниту едни околности, заради наша вина, заради наше рекомпонирање во нашата влада, заради оставката на председателот на владата, заради губење на локалните избори, ние да бидеме виновниците ако бугарите не можат да најдат сега контрапартнер, или ако ние закасниме во момент кога евентуално тие би биле спремни и председателот со нов мандат и нова влада која што за среќа звучи на почетокот дека... Но можно ли е тоа без формирана влада во Бугарија? Еве, македонската има каков таков континуитет. Добро. Тука е на сцена е. Одржува седници, функционира, има едно привидно мнозинство 60-61 како и да е, но во Бугарија нема влада таква со полполитички капацитет. Вие се сомневате имаме дека председател со полполитички било капацитет. Што да направи и да немаме влада, дека председател на Бугарија господин Радев тоа го прави свое главо без да се консултира евентуално со победниците од изборите. Мислам дека тие имат, бугарите се покажа и во минатото, без разлика што има различни партии и во владата, и додека беше Борисов и Радев, тие колку и да беа различни, сепак има
одреден заеднички став околу прашањето со нашата држава. Така што очекувам дека ова е мало охрабрување. Не, може би тоа треба да не плаши, што они имаат заеднички став околу прашањето за нашата држава. Не треба да не плаши, нас треба да не плаши. Имаат декларација во парламентот од која што не сакаат да отстапат. Имаат декларација во парламентот од која не сакаат да Тоа е отстапат. клучното. А имаме и ние. И ние. Значи ние треба да зборуваме дека имаме декларација. Ние поидовно имаме две различни позиции. Нашата декларација и нивната декларација, значи се две различни, да кажеме, гледишта и стајалишта. Меѓутоа преговорите за да се зближат позициите, не се преговорите ние да остануваме нашата позиција и тие да остануваат во нивната позиција, тогаш нема преговори. Добро, што мисле Малчевски, може ли да се направи некој исчекор во следните денови? Ова се веќе станува збор за денови. Убаво, затоа спомнав збор, тоа сакав да го спомнам. Очигледно нешто се катализира. Значи вака, прво дено да се разбереме. Заев има историја на склучување на штетни договори по Република Македонија. Ако некој пробува да ме негира, нека земи дека до овој момент Република Грција не ратификува 3 спогодби со Република Македонија, а од друга страна нашата влада упорно се прави за тој квилснички договор од нивици. Тоа е доволен факт дека договорот е штетен по нашите национални интереси. Македонските како држава зборувам. За Бугарија многу пати досега сум го дискутирал договорот, не сакам да го дискутирам пак, но де факто и де јуре да имаме две декларации. За вие да направите лево или десно, или источно или западно од Пирин отстапка, мора тоа да го направите во парламент. Во овој момент македонскиот парламент е блокиран, 60. Но тоа се декларации, да се разбереме. Да, декларации се кои што се обврзувачки и во Бугарија и за председателот, премиер, влада. Обврзувачки се од политички аспект и односење на политичката одговорност. Така е, де факто и де јуре имаме декларација од кој што убаво кажавте дека не се откажуваат. И да има нешто, ќе има привидно колку ајде да деблокираме и мислам дека тоа повеќе, иако сакам да сум оптимизам. Бидејќи еве сега во соопштението повторно истакнуваат едно прашање бугарите. Тоа е прашањето на бугарите во Македонија и почитувањето на правата. Ама кои права на бугарите во Македонија не се почитувани? Сакам да кажам, дали си бараат и тие отстапка во која што Македонија лесно ќе ја прифати да ги почитува? Они бараат промена на устав. Да направат отстапка. Односно барат вентил за да направат и тие отстапки. Само се извинувам. Да се дозаврши. Може се ме спреда. Само кратко. Они бараат промена на устав. Во овој момент промена на устав и внесување на бугарското малцинство во Република Македонија во уставот е невозможна мисија. А ако ги гледаме изјавите во изминатиот период, сите изјави се во таа насока. Ставете го бугарското малцинство во устав. Уставот го промени Хрватска, не е спорно дека тоа може да се случи после 2, 3, 5 години. Политичките или констелацијата на политичките сили во парламентот не говори дека тоа може лесно и брзо да се случи. Добро, Макрадоли? Мислам едно да разбереме. Договорот од Преспа е добар договор. Договор кој што Македонија, Република Северна Македонија седна со 29 министри на НАТО на најголемиот сојуз во светот. И тука да немаме дилеми. ВМРО ДПМН, кој пред избори имаше риториката на господинот Малчевски што зборува сега, после локалните избори гледаме дека го прифаќа Преспанскиот договор како нешто што е дадено. За жал, во услови кога треба заедништво да покажеме во процесот на договарање со Бугарија, мислам дека тоа затоа и го потенцирав непримерниот однос на господинот Милошевски. Она што може да се случи, пораките на Радев можат како сигнали да стигнат до Европската комисија пред 14. Владата, собранието е закажено за 1 декември, мислам, во Бугарија конституирањето. Но пораките кои што можат да ги пратат и да се закаже меѓу владината комисија на сметка на процеси кои што би се случиле, тоа да се ратификува после, па тоа да се со едни чекори, е сосема видено и можно, и затоа има еден умерен оптимизам секаде, бидејќи знаеме каков беше ставот на Макрон, знаеме каков беше ставот на Холандија, беше невозможно Македонија, тогаш се зборуваше за извештајот. Сега извештајот не е тема нити за Макрон, нити за Руте. Туку, добро, ако имаме само да завршиме, ве молам на кратко. Да. Договорот од нивици е штетен по македонски национални интереси. И ние, знаете, се наоѓаме во една смешна ситуација. Зборуваме за НАТО, а премиерот нема НАТО безбедносен сертификат. Министерот за внатрешни работи нема, министерот за корупција нема, вице-премиерите ви немаат НАТО безбедносни сертификати. Па немојте, не е демантирано во јавност. Единствено што демантираше Радмила Шекеринска.
никој друг нема демантирано во јавност дека го нема демантирано тоа. Дали И сега ние се наоѓаме сега се се во некоја префрламе на друга безвезна тема. безвезна ситуација. Тоа воопшто не е битно. Суштината Битно е дека ние имаме нашата вето од држава е Бугарија, член да се и дека седиме во најголемата воена алијанса, војно-политичка Војно-политичка. алијанса во светот. И тоа е најбитно. и ви излегува вице-премиер ви кажа дека сме безбедносно за граѓаните на наша загрозени. држава и за Не смешно перспективата. е, нема. Ќе има со вакви членови на владата, со безбедносен сертификат, без безбедносен сертификат, имало во минатото, веројатно ќе има и во иднина кои што не ги исполнуваат. И тие дури не треба да бидат ова членови на владата ако имаат одредени безбедности прашања. Меѓутоа, тоа е веќе друго прашање. Ви благодарам И за што друга бевте тема. гости вечерва на 24 отворено и се разбира се гледаме можеби во некои поизвестни прилики политички и секакви и економски се разбира. Почитувани гледачи, останете со програмата на телевизија 24, следуваат вестите.